Шкотската лидерка Никола Стерджон во интервју за BBC изјави дека шкотскиот парламент би можел да се обиде да стави вето на Брекзит, односно да го блокира излегувањето на Обединетото кралство од Европската унија. Стерджон вели дека е уверена дека ќе биде потребна согласноста на официјален Единбург во однос на прашањето за Брекзит, заради што, како што изјави, уште утре ќе побара од парламентот на Шкотска да не ја даде својата законодавна согласност за излегување на Британија од Унијата. Доколку шкотскиот парламент носи одлуки врз основа на тоа што е добро за земјата, тогаш опцијата која вели дека не треба да се гласа за нешто што е против интересите на Шкотска, секако дека треба да биде на маса. Стерджон претходно изјави дека заедно со нејзините колеги следната недела ќе почнат разговори со Брисел околу останувањето на Шкотска во Европската унија. Шкотската лидерка, веднаш по објавувањето на првичните резултати од гласањето за Брекзит, потврди дека одржувањето на нов референдум за независност на земјата е повторно во игра. Партијата на Стерджон има 63 од вкупно 129 места во шкотскиот парламент, кој како и останатите законодавни домови треба да ја донесе легислативата за отпочнување на процесот за напуштање на Европската унија. Во меѓувреме, Петар Алтмајер, шефот на кабинетот на германската канцеларка Ангела Меркел, порача дека треба да им се даде шанса на британските политичари да ги преиспитаат последиците од напуштање на Унијата. Ако Британија навистина замине, тоа би било сериозна вододелница со многу последици, заради што од огромно значење е давањето шанса на Британија да ја преиспита одлуката за Брекзит, истакна Алтмајер. Инаку, со стапување на сила на спогодбата за напуштање на Европската унија, Велика Британија би станала трета земја која треба да преговара за идните односи со Унијата. Доколку таа би сакала повторно да се приклучи на Европската унија, би морала да ги почне сите преговори од почеток како било која друга земја што не е членка.